Ќе се јавам на кратко. Село Водоча е 2 километри од општина Струмица. Истите аргументи, истата дебата. Очигледно со колегата Костадинов имаме различна перцепција за општина Струмица. Па одете до општина Водоча, кај што сега го предлагам амандманот, и ќе го видите цело ѓубре надвор. Зарем не патувате, не гледате вие, или ви се ставени розевите очила? Позади стадионот, кој што е во центарот на градот, сте поминале некогаш да видите во какво ѓубре тониме? Во центарот на градот. Не бевте тука, навистина со жалење. Последен ден од вашата екоакција, која што беше пред 7 дена, во центарот пред гимназијата, на заменик министерката и покажав слики со наполнети континери и со ѓубре кое што смрдеше. Не можеме ние да се убедиме дека Струмица е најчист град. Дај Боже да биде така, но минатата зима бевме водечки град, но по загадување. Водечки град во загадување на светската ранг листа. Не знам што зборувате гасификација и различни чуда, колку граѓани ги уживаат тие привилегии. Зарем не сте ги прашали жителите каква перцепција имаат за градот? И со самото тоа што уште дискутираме за вода за пиење и за канализација, потврдува колку сте неспособни во вашата работа. Кои да биле проблемите, бевте 4 мандати локална власт и сега 3 години на власт. Требаше сето тоа да го заборавиме. Навистина жално е што зборуваме уште за овие проблеми. Во интерес на времето ќе прекратам. Се надевам ќе имаме друга прилика кај што навистина ќе дебатираме, но со аргументи. На хартијата граѓаните не знаат да читат. Тие знаат само дали живеат подобро или не. А вие со вашите проекти уште до огледно време ќе продолжите во истото темпо. Ви благодарам.